Dobro večer, dragi prijatelji. Večerno ќе зборувам за астрологија, политика, се заедно. Зошто го зборувам? Од 25 начало вчера Меркур тргна ретроградно низ девета куќа на глобално поле или поточно низ Стрелец, оди ретроградно и може да донесе многу непромислени потези на светската глобална сцена, па и на домашната политичка сцена. Зошто го зборувам? Ретрограден Меркур или поточно Меркур е најблиска до Сонцето и многу ја нарекуваат власник на боговите, а владее со близнаци и со девица. Значи, од тие причини, кои ќе погледнете деветата куќа или поточно во Стрелец, каде моментално транзитира и Сонцето, Меркур може да предизвика глобални промени и непромислени потези на глобалната политичка сцена. Но тој исти Меркур е ретрограден и кој ќе погледнете картата на Македонија во нејзина девета куќа, тоа е куќа на Франција, куќа на личност со друга религија, значи можно е се процеси кои може да предизвикат и етнички конфликти во Македонија и треба да се внимава. Значи, не беше случајно и денеска, и вчера, не ви текно, мислам дека денеска, кога председателката на Македонија Гордана Давкова, Сленовска Давкова, се сретна со лидерот Филип Чешо прв пат во историјата, поновата историја на Македонија, председател да се сретнува со лидер. Ја уште кој беше кампањата, кој беше продолжена Гордана Силјановска од страна на ВМРО-ДПМН, јасно кажав, но никој не ме слуша, дека она ќе биде втората Данела на Мицковски и на ВМРО. Инаку, она потекнува од владата на Црвенковски, од време на криминалната приватизација, и блиска и со Максим Димитриевски, кај што ја поткава заедно се. И така што ја мислам дека на Мицковски на ВМРО му се наметнати и на локалните избори Даниела Арсова и сега на председателски Гордана Силјановска Давкова. И од тие причини ја реков уште пред изборната кампања дека ВМРО-ДПМН ќе прави коалиција со СДСМ, но не мислам на класичното СДСМ, него на крилото на Бранко Црвенковски. Значи, премиерот и владата треба да внимаваат, може се протести, а веќе од 6 декември со наредното видео ќе зборува, и Марс е ретрограден во Лафија, мислам Македонија дојде во пета куќа, тоа се народ, значи може да се конфликти, со следното видео. А сега, драги пријатели, што ретко правам, ја ќе кажам, посебно кај вас, кај секој знак, каде ќе биде Меркур ретрограден. Да почнеме од првиот зодијашки знак, тоа е од Овенот. Кај Овенот Меркур ќе биде ретрограден во него од девета куќа, тоа е куќа на странство. Значи треба да обрнат внимание на подолгите патувања и во односите со странците и личности од друга религија. Кај биковите ќе биде во 8 куќа, тоа е куќа на блокади и пречки. Треба да внимаваат на финансиите и на здравјето, промените на времето ќе почувствуваат. Особено на дишните органи треба да обрнат внимание, така што може да ја донесе доста проблеми и во рекувањето со туѓите пари, поземиците и кредитите. Кај близнаците Меркур ретрограден ќе биде во нивна 7 куќа, тоа е куќа на брак, заеднички живот, партнерство. Тоа значи дека близнаците потешко ќе може да се концентрираат само на една личност, во исто време ќе симпатизираат повеќе личности, можно и реални врски кај нив, помала натор и така натаму. Но и треба да обрнат внимание во настапот во јавноста и ако имат судски процеси. Кај раковите
Меркур ќе биде рецесивен во нивна шеста куќа, тоа е куќа на работа и здравје. Значи треба да обрнем внимание во односите со колегите и со работниците. Не е полно за промена на работно место и не е исклучено да бидат вовлечени во некој зборување или скандал на работа. Кај лововите Меркур ќе биде рецесивен во нивна пета куќа, тоа е куќа на љубов, деца, секс, казани игри. Треба да обрнем внимание во односот со партнерот и децата, особено кај женскиот пол не е исклучени паралелна врска или пак несакана бременост, може да се зголеми. Кај девиците Меркур е ретро во нивна четврта куќа, тоа е дом, семејство, родители, татковина, патриотизам. Значи треба да се обрне внимание со родителите и домашните и во работа со недвижни трговија и условни дејности, како и во односот со роднините, поблиските роднини. Кај Перизидите Меркур е ретро во нивна трета куќа, тоа се браќа, сестри и роднини. Значи треба да обрнем внимание на комуникацијата и односите со другарите и роднините. Кај Шкорпиите Меркур ќе биде рецесивен во нивна втора куќа, тоа е куќа на пари, печалба, материјални работи. Значи ќе бидат склони кон прекумерно трошење на пари. Треба да обрнем внимание на инвестициите и вложувањата, може да бидат неполни. Па што реков, Меркур е во Стрелец, значи кај Стрелците ќе биде во нивно прво поле. Треба да обрнем внимание што потпишуваат и какви одлуки донесуваат. Кај Јарците не поле, моје во нивна 12 куќа на подсвест, непријатели, болници, затвори. Значи треба да обрнем внимание на комуникациите и недостатъци во поддршката од соседите и роднините, кои од колегите, и со така промените на времето ќе го почувствуваат. Кај Водолиите Меркур ќе биде во нивна 11 куќа, тоа е пријатели, групи, организации, политички друженија. Значи може да донесе проблеми со пријателите, ќе недостатъци со нивна поддршка и треба да обрнем внимание на политичките активности. И последното зодијачки знак, тоа се рибите. Кај нив ретроградно Меркур ќе се движи низ нивна 10 куќа, тоа е кариера, врв на живот. Значи може да создаде проблеми со кариерата, со односот со партнерот, со претпоставените и колегите. Значи не е полно да започнуваат собствен бизнис и треба да обрнем внимание во однос со колегите и како со претпоставените. Колку зборувам вака, треба да знаете дека однос со претпоставка, како се родени во знакот Овен, дека и прва куќа ви во Овен, затоа не е лошо да слушате за вашиот познак. Например, ако си во знак Овен, например, познак Близнаци, кај вас Меркур нема да биде во 9-та куќа, ќе биде во ретрограден во 7-та куќа. Иначе, оние кои имаат желба да ги следат моите видеоанализи, па и политички и астролошки, треба да присутат до копче subscribe или претплати се на YouTube и ако се допаѓа да стават лайк, а на Инстаграм да ме следат. Драги пријатели, ви посакувам се најубаво, убав сон и убав остаток од неделата. Со создатство и Македонија напред. Добар сон.